Директора, јавното предпријатие Чистота и зеленило оваа зима е задолжено за чистење на снегот на јавните сообраќајни површини во градот и населбите. Подготвено ли е јавното предпријатие да се соочи и да интервенира при обилни снежни врнежи, со колку возила располагате, колку количини на сол имате и колку средства се предвидени за зимското одржување? Така, да. Значи, јавно предпријатие, согласно одлуката на Совет на општина Куманово, е задолжено за зимско одржување на улиците, на патиштата, на тротоарите, јавните плаштади, јавно-прометни површини. Согласно одлуката, за таа цел се издвоени од општина Куманово 8 милиони денари за одржување за такозвано зимско одржување. Ние располагаме со 3 специјални машини, камиони, Ивеко, Магирус, располагаме со 2 метлачки за чистење на градските плоштади и имаме трактор со приколка, со специјална машина плуг напред. Значи, мислам дека сме подготвени за ова работна задача што ја добивме од општината, согласно одлуката на Совет на општина Куманово. Имаме обезбедено 25 тони сол, кои ни се наоѓаат во депо склад на улица Индустријска. По потреба, ако тие количини ги потрошиме, ние можеме да интервенираме и да набавиме додатни количини. Сметам дека сме организирани, дека можеме да одговориме успешно на оваа работна задача, меѓутоа се надевам дека нема да дојде до пообилни снежни врнежи од снег. Во каква финансиска кондиција е јавното предпријатие и што тоа ќе значи за понатамошното функционирање и успешно извршување на дејноста? Мора да признам дека јавното предпријатие не е во добра финансиска состојба. Се соочуваме со одредени проблеми, значи имаме големи долгови, по основна неплатени обврски за ДДВ према државата, према управата за јавни приходи. Во моментов тој долг према управата е некаде околу 23 милиони денари без камата. Имаме долг према вработени некаде од скоро 13 милиони денари за неисплатен регрес за годишен одмор. Према добавувачи, согласно последните податоци кои ги имам, значи тука не е вкалкулиран се уште месец декември, ги немам конечните податоци, меѓутоа некаде оперативно мислам дека должиме околу 43-44 милиони денари према добавувачи, правиме напор секојдневно. Од 2019 година работиме со судска рамка. За мината година значи имавме судска рамка некаде околу 19 милиони денари, тоа се средства оперативни кои на месечно ниво може да располагаме со тој фонд на пари. Тука не е вкалкулирана платата, регресот, сите трошкови, меѓутоа таа рамка не беше доволна за наше секојдневно нормално функционирање. Судот врз основа на вештачење кое го направивме ни дозволи за 26 година покачување на таа рамка од 19 на 21 милион денари. Се надам дека тие средства ќе ни бидат доволни. Очекуваме во март месец да се качи минималната плата, значи автоматски платата ќе се качи овде на вработените во јавно предпријатие, веќе преку 80% од вработените во јавно предпријатие се општи работници, значи кои ги фаќа таа минимална плата, затоа парична маса ни се качува секоја година од 1.200.000, 1.300.000 до 1.500.000. Тоа е големо оптеретување за нормално функционирање на јавното предпријатие. Можам да кажам еден податок дека 2024 година за 12 месеци во сума, во парична маса на пари исплатено е за 55 милиони денари во однос на 2020 година за вработените. Тоа не е сериозен проблем. Не велам дека платите овде се големи, тие мислам и дека се мали за работниците, со оглед на тоа дека еви новија минусни температури излегуваат надвор, чистат, одржуваат градот, го метат, го чистат. Сметам дека уште се мали платите, треба да им се покачат. Меѓутоа, тоа е сериозно оптоварување во буџетот на јавно предпријатие. Програмите можам да кажам дека сега оваа година ни се доста намалени. Очекуваме во разговор со градоначалникот дека кога ќе се прави ребаланс на општинскиот буџет во месец јуни, дека тие пари што ги добивме со ребаланс за 2025 година ќе ни се вратат, се со цел да
бидеме поспешни во секојдневно функционирање, работење и организација на јавното предпријатие. Советот на последната седница пред Нова година ги усвои програмите за одржување на јавна чистота на сообраќајните површини, за уредување и одржување на градско зеленило, за собирање и транспортирање на комунален смет. Може ли малку подетално да ги образложите овие програми, што се предвидува со нив во 2026 година? Така, да, благодарам. Значи, ја и пред малку споменав дека во однос на претходната година оперативни овие програми ни се намалени од страна на Советот на општина Куманово. Очекуваме, значи, со ребаланс тие пари повторно да ни се вратат. Можам да кажам дека за одржување на јавни сообраќајни површини се планирани 6 милиони денари, за одржување на јавно градско зеленило се планирани 32 милиони денари и, како што кажа пред малку, за зимско одржување се планирани 8 милиони денари. Значи, тие средства се намалени, мислам дека не се доволни за нормално функционирање јавното предпријатие. Ние со финансова служба секојдневно разговараме, правиме одредени пресметки, калкулации, се со цел како би можеле да ја надминеме оваа состојба во која се наоѓа јавното предпријатие. Правиме калкулации, цената последен пат не е качена 2022 година, цена за физички и правни субјекти, претходно не е качена 2002 година. Која ја качивме таа цена во 2022 година, бруто плата беше 21.000, сега е некаде околу 33-34.000 денари, мислам дека толку беше, ако не се лажам. Така да секоја година имаме зголемување на финансиски трошкови, многу пари даваме за механизација, истата не е во добра кондиција, многу пари даваме за резервни делови, за одржување на механизацијата. Можам да кажам дека просечна старост на камионите ни е некаде околу 10 години. Последните камиони се набавени пред 4-5 години, пред тоа има пред 7-8 години некои камиони, а претходно има голема пауза од 10 и 13 години кога не е набавено ни еден камион. Значи, механизацијата мора да ја обновиме, ако сакаме подобра комунална хигиена во градот, ако сакаме чист и среден и зелен град. Мора да се одделат повеќе средства за ова предпријатие. Директоре, лоцирани ли се поголемите диви депонии и како се справувате со овој горлив проблем? Значи, ние ги лоциравме дивите депонии во изминатите 30 на 40 на дена, допревме до 10 на од нив, ги исчистивме, ги средивме. Меѓутоа се соочуваме со еден проблем, да после 7 до 10 дена од чистење на истите места повторно се соочуваме со ист проблем. Тука би апелирал и би сакал малце подобра корелација и соработка со комунална инспекција при општина Куманово. Мислам дека и они треба да постапат поригорозно во тој дел. Успеевме просторот пред Искрим мост, пред хотел Куба, хотел Кристал, горе фабриката Паранешна Чикиров Федак, просторот го исчистивме. Како што кажа, пред хотел Кристал, стари лозија, војни магазини и така натаму се со цел подобро да функционира градот, животна и човекова средина да биде на високо ниво, на завидно ниво, меѓутоа одреден дел од луѓето, од нашите сограѓани не се дисциплинирани во тој поглед и сметаат дека треба да фрлаат сметка и што ќе стигнат, што не е во ред. Дали во иднина ќе се продолжи со акциите за собирање на кабаст отпад, кои што досега се покажаа доста успешни? Согласно позитивни законски норми и прописи, ние сме должни таква акција да спроведуваме 2 пати годишно. Меѓутоа, во изминатите 30 на дена, ние таква акција спроведувавме 4 пати. Имаме одреден успех, на одредени локации кабаст отпад се депонира успешно, ние го отстрануваме, го носиме на депонијата во Краста. Меѓутоа, на одредени места акцијата не беше со голем успех. Ние сакаме местата и локациите кај што ќе се врши депонирање на тој таkozvan кабаст отпад, да го шириме, да го развиваме и во приградски средини, и во селски средини. Меѓутоа, не секаде акцијата не идува на добар или, како би кажал, задоволителен успех. Се надевам со поголема поддршка на медии во периодот што престои, во рана пролет, ние со тие акции ќе продолжиме.
Ке се трудиме и озеленување на зелени површини, на паркови, на градскиот кеј и така натаму. Повеќе дрвца, садници, зимзелени, листопадни да вршиме, да озеленуваме, да садиме, а воедно и овие акции да продолжат за Кабо 100 пат. Ви благодарам на разговорот. Благодарам.